Добро, човек не може да ги скрие позитивните емоции, нели, кога ќе биде присутен на еден ваков настан, кога овде во спортски бутел во село Љубанци пуштаме едно вакво игралиште кое што има европски лик, би рекол, и очекувам многу деца во периодот што следи да го користат истото и да прераснат во врвни спортисти од овде од Љубанци, кои што ќе ја промовираат нашата Македонија надвор од Македонија, затоа што нема поголем промотор за една држава од спортистот. Така што бутел е носител на олимписко сребро, за нас значајно како злато. Се надам дека на следните игри бутел, не само олимписки игри, не само ќе се задржи на тој сребрен медал, туку ќе одиме и чекот поголе, ќе одиме на златен, па зашто да не уште по еден сребрен и по уште еден бронзен или по уште еден златен медал, небитно. Навистина делува сето ова прекрасно. Благодарност до градежната компанија Жикол, која што во најголем дел го донираше ова спортско игралиште овдека во село Љубанци, во општина Бутел, да има ваков изглед, и се надевам дека и останатиот дел од компаниите општествено одговорни во Македонија ќе го следат примерот на оваа компанија. Ќе напоменам уште еднаш дека градоначалниците на ВМРО и ВМРО градот и ги поттикнуваат компаниите да бидат општествено одговорни и да донираат во средината, за разлика од власта која што упорно само краде и не ја интересира ниту по општествената одговорност, ниту ја интересира добробитот на населението во Македонија. Додека некој работи посветено за граѓаните, некој од тие граѓани краде упорно, но не за долго, за кратко. Денеска ќе има одговорност за секој оној кој што се огрешил пред законот. Јас ви ветувам за таа. Сметките за струја од наредниот месец ќе бидат и уште повисоки, од септември уште повисоки. Како коментирате тоа? Граѓаните како издржуваат? Тешко ли ќе биде ова зима? Предупредував за сето ова дека ќе се случува. Предупредував уште во март месец и предупредував што треба да направи оваа влада, но поради само бендисаноста на владата и практично неспособноста, ништо тие не направи. Еве септември дојде, почнува учебната година, за некој месец од денеска започнува и грената сезона, имајќи предвид дека во средна и во источна Европа грената сезона започнува од 15 септември, доправа доаѓаат тешките времења. Енергетската криза со себе ќе повлече голема економска криза. Зошто? Затоа што голем дел од производните капацитети веќе се затвараат. И во Македонија, знаете, дел од тие капацитети веќе се затворија. Веќе добиваме информации од теренот, од помалите стопански субјекти, дека сметките за август, кои што практично се однесуваат на јули месец во нов регулационен период, се зголемени некаде 3 и 4 кратно, што значи дека голем дел од нив ќе бидат приморани или да отпуштаат работени или да го затвараат својот бизнис, дел од нив ќе банкротираат. Сето тоа ќе влијае во економијата, односно последици ќе има во економијата, но како што можам да забележам од страна на владините министри, воопшто нема грижа за ова, нити пак некој воопшто води сметка како од сега понатаму. Информациите се дека а и веќе се тргува на европските берзи електрична енергија, како што таа во Франција за месеците ноември, декември, јануари, февруари по 1000 евра за мегават саат. Пикот е веќе 2000 евра за мегават саат. Prosečната цена е повеќе од 500-600 на референтните берзи во Унгарија, во Австрија, тие што се однесуваат кај нас. Така што навистина периодот кој што следи ќе биде предизвикувачки и многу тежок. За жал на граѓаните оваа власт се уште таму каде што е и не гледам некаква иницијативност од нивна страна да се подобри состојбата. Ќе предложиме некои закони веднаш штом ќе биде оперативен парламентот, кој што според информациите кои што ги имам до крајот на овој месец ќе биде на годишен одмор. Ќе предложиме некои закони со кои што ќе се потрудиме колку толку да ја ублажиме оваа кризна состојба која што е пред нас оваа есен и оваа зима. Од парламентарното мнозинство СДСМ дуи зависи од дали ќе ги прифатат или нема да ги прифатат нашите предлози, но важно е дека за сето ова што денеска се случува предупредувавме уште пред една година. Тогаш не само што не пристапија сериозно, туку имаше и такви кои што се шегуваа на наша сметка. Зошто протестираме за струјата, зошто протестираме за еве денеска сите тие ни викаат бевте во право. И за жал државата оди кон амбис и токму поради тоа се потребни предвремени парламентарни избори за да дојде власт која што
ќе може да ја води државата во вистинска насока. Најавува и поскапување на даноците од наредната година. Бизнисот вели дека не се потребни. Покачување, мислам. Покачување, да. Даноци може тони колку сакаат да покачат. Тие даноци се, еве јас ќе ви кажам, за да го добијат аранжманот кој што го преговараат со меѓународни финансиски институции, но тие сакаат тој аранжман да го поврзат со реализација на проектот Бехтел Јенка, каде што ќе се договараат во 4 очи, затоа пропадна и тендерот таму за надзор, бидејќи тој надзор кој што требаше да биде не им одговара да им потпишува фактури колкави сакаат, таму се смета не на историска епохална плячка од страна на коалицијата ДУИ, тука пред се ќе кажам СДСМ, и сега го поништија тендерот за надзорот, за да се добие тендер надзор кој што на нив им одговара, па сега ќе ги водат, ќе ги зголемуваат даноците за да добијат 1 милиарда да ги задолжат неродените генерации, за да може да договарат во 4 очи потоа фактури и ситуации со овие компании, но среќа што меѓународните институции тоа го гледаат и не дозволуваат финансирање на ваков, би рекол, на ваков еден проект кој што е исклучително сумнителен, бидејќи се води на исклучително нетранспарентен начин, односно сериозно се подготвува плячка на народот од прилика 1,5 милиарди, вака првична, но крајната може да биде и повеќе од 2,5-3 милиарди. И затоа они преминуваат кон следната фаза, тоа е зголемување на даноците, но нека не се грижат, ВМРО-ДПМН се тој оние даноци кои што тие ќе ги зголемат, ВМРО-ДПМН ќе ги врати, ќе ги намали и ќе ја водиме политиката на рамен данок не на 10, туку на 8%. Господин Мицковски, имам бугарскиот овој технички што е министер за надворешни излезе со еден документ кој што сега дополнително треба да го потпишуваме со Бугарија. Дали очекувате тоа да бидат нови условувања? Како коментирате целиот овој процес што се случува во разговорите меѓу Македонија и Бугарија? Целокупниот процес е предавнички и калкулантски и капитулираше македонската дипломатија, што го кажав, тоа е нокдаун за македонската дипломатија и предупредував дека ќе се случуваат нови барања од страна на Бугарија. И тука ќе предупредам на еден процес кој што се обидува власта да го води, а тоа е да каже дека што да правиме, Европа така не тера. Не е точно. Не тера нас Европа. Не е точно. Тука е најголемата грешка. И тука не смееме да потпаднеме на таа провокација од страна на власта, својата неспособност да ја покријат со барањето дека Европа не тера нас Европа. Европа има честни намери. Ги отворила вратите за Македонија и така натаму. Јас верувам во тие намери честни, но знам кои има нечестни намери. Нечестни намери има владата во Софија и нечестни намери има оваа наша некредибилна и корумпирана власт. И затоа ВМРО-ДПМН е тука и се спротивставуваше и ќе продолжи да се спротивставува на овој процес каде што единствената цел е асимилација на македонскиот народ, односно бугаризација. Не е тоа европеизација. И затоа сега е првиот браник, а тоа е непроменливоста на уставот. Иако од власта ќе продолжат со притисоците и со изјавите, имало пратеници од раководството и така натаму. Нема такви. Еве, јас тука сакам да ја затворам таа тема по цена на мојата професионална и политичка кариера, такви луѓе нема. Јас гарантирам. Така што сакате да кажете ако гласа некој ќе си замине? Да, ќе си заменам. Ќе ја напуштам политиката и никогаш повеќе нема да се занимавам со политиката, ако јас додека сум председател под овие услови биде променет уставот. Да се надоврзам, бидејќи сме на средина на месецот, докаде се консултациите за референдумот, па имам уште едно прашање. Траат, еве од утре ќе продолжат консултациите со коалиционите партнери. Од утре почнуваме да се консултираме и со нив, да видиме кој е нивниот став во целиот овој процес и јас немам ништо што повеќе да додадам, освен тоа да го завршиме целиот овој процес и да излеземе со конечен став пред граѓаните. Каков ќе биде предлогот на ВМРО-ДПМН, дали ќе одиме со 150.000 потписи, дали ќе одиме со пратениците, имајќи предвид дека еве континуирано се и од оние владини инсталации во опозицијата и од самата власт притисок дека еве не имало пратеници вакви или такви или некои се двоуме, од друга страна не сакаме да ги изложуваме до толку граѓаните пред оваа хибридна, би рекол, и режимска власт, па можеби ќе се одлучиме да одиме и со 44 пратеници од пратеничката група предводена од ВМРО-ДПМН да го поднесеме тој референдум. Ќе видиме. Дебатата внатрепартиска ќе продолжи со коалиционите партнери, утре имам состаноци со неколку дни, во вторник продолжувам, среда и така натаму. Така што многу скоро денеска ќе имаме позиција. Не би сакал и ДУИ вела дека рамковниот договор ќе овозможил просперитет во земјата.
Добро, они враќаат, рециклираат теми од минатото. Сега тоа е затворена работа. Сега се фокусираме на иднината. На иднината е факт дека и во Љуботен, и тука во Љубанци младите си одат. Зашто си одат? Затоа што за жал безперспективност гледаат поради овој криминален и корумпиран режим. Без разлика дали во Љуботен се албанци, а во Љубанци се македонци. Децата си одат, младите си одат. Среќа што имаме вака амбициозни градоначалници и луѓе во политиката, млади, честни, кои што работат и сакаат да овозможат и достават нешто позади себе за да ги задржат тие луѓе тука. Но ако се оставиме новите луѓе од ДУИ од СДСМ, забадила ќе им биде рамковниот кога се празнат селата, односно селата дека се празнат дека стара вест, сега се празнат и градовите. Гостивар од 84.000 на 59.000 и тоа на оној попис онаков како што беше. Тетово нема вода за пиење, а Рачиново нема канализација и сега они седат трошат се 100.000 евра по некакви забави. Таму шокантно мислам, што да ви кажам? Што можам да кажам повеќе? Ваш коментар за регистрацијата на уште еден втор бугарски клуб Цар. Не, провокации ќе продолжат, луѓе. Провокации ќе продолжат, ако вие цените дека ќе престанат, нема. Додека овие луѓе се таму, провокации ќе продолжат. Ги знаат дека се со мек стомак, знаат дека немаат пластелин карактер и провокациите ќе си продолжат. Ако мислите дека ќе престанат, провокациите нема. Имајќи предвид дека во Бугарија сега се избори, уште колку ќе гледаме такви провокации, овие нашиве ќе си молчат и ќе викаат во Бугарија се избори, затоа е тоа така. Немојте да очекувате дека ќе престанат провокациите, ќе ги имате. Може да утре ќе имате здружение кој што ќе го носи името на екзархот Јосиф, кој што имал за цел да го асимилира комплетно македонскиот народ и го трошал буџетот на Батенберг. Секакви работи ќе има. Ако мислите дека ќе престанат, нема. Може да престанат само кога некој ќе им застане на пат. Оваа влада тоа нема да го направи. Тоа нема да го направи.